Навистина не знам што да кажам, кога добиваш награда од градот во кој си растел. Градот каде што си живеел. Градот каде сме ги направиле првите животни и професионални чекори. Град кој секогаш те влече каде да си во странство, градот кој плени по својата убавина, по својата позитивна енергија, гостоприемност, по својот просперитет. Таква е мојата и ваша Струмица и нека ни е за многу години денешниот Свети 15 Тивирополски маченици, празник кој не штити сите нас и ни дава верба, надеж и сила. Со растреперен глас, видно возбуден, фудбалската легенда Горан Пандев се обрати пред своите струмичани, кои му ја доделија највисоката општинска награда за животно дело Свети 15 Тивирополски свештеномаченици. Иако со едва и 40 години, богатата фудбалска кариера, но и улогата на неформален амбасадор на Струмица и Македонија, го прават Горан Пандев заслужен за една ваква награда, која малкумина ја добиле во оваа возраст, потенцираат од Комисијата за доделување на наградите. Верувајте ми, каде да одев, не криев да кажам. Јас сум македонец, роден во Струмица. Најубавото место на Балканот, место каде народот е насмеан, место каде Господ дарувал убавини, град кој станува препознатлив во Европа, не само по спорт, туку и по култура, музика, науката, по погресот. Сигурно, никој од нас немаше да стаса до тие височини, ако не беа струмичани, кои секогаш не подржуваа, ако не беа нашите учители, кои не учеа и го трасираа патот, не беа нашите тренери, кои не усовршуваа, ако не беа Светите 15 Тивирополски маченици, кои каде да одевме, беа нашиот чадор на верата, љубовта, здравието, успехот. Знам дека Струмица и струмичани секогаш стоја зад мојот успех. Знам дека ја споделуваа радоста со мене, кога славевме победи, како на клубско, така и на репрезентативно ниво. Дека жалеа кога губевме и не ги исполнив нивните очекувања, но знам дека секогаш беа во моето, а јас во нивните срца. Од овој празник, овој град не научи да се почитуваме, да се сакаме и да си помагаме. Така нека биде и во иднина, оти само со верба, со подадена рака, со почит и љубов, со заедништво се рушат планини и се постигнуваат успеси. Само кога сме сплотени, може да поделиме насмевки, да шириме позитивна енергија, да бидеме тоа за кој своите животи ги дале Светите 15 светители, кои се нашите заштитници, но и нашиот патоказ за подобро утре. Ве сакам сите и би сакал да кажам дека ова награда, колку што е моја, толку е ваша, бидејќи без вас, без мојата Струмица, немаше да бидеме успешни. Уште еднаш, нека ни е за многу години празникот Свети 15 Тивирополски свештеномаченици и да си ја чуваме Струмица. Оти таа е нашата лулка, од која почнеме да ги градиме нашите приказни, на кои сме горди сите ние. Ви благодарам од срце, граде мои струмичани. Наградата му ја додели градоначалникот Костадинов, кој во својот говор зборуваше за важноста на светителите за Струмица, долгата христијанска традиција, но и за предизвиците на современието, за можностите и за проблемите со кои треба да се избори секоја генерација. Луѓето ги губат човековите белези, се случуваат монструозни нешта за пусто сребролюбие. Убија дете невино и чисто како утренска роса. Чиниш злото никако да стивне, не баре со троскот и пелин да сме растени, а не со мајчино млеко. Време е, почитувани присутни, да ја разбудиме свеста, совеста и човечноста. Време е да свртиме нова страница во нашето севкупно живење. Време е да ги возобновиме мостовите кои не поврзуваат и да сватиме дека подобро да чекориме по макадам, а да останеме луѓе, отколку да јуришаме по некакви автопати кои не водат кон грев, проклетство и зло. И ако се прашувате
зошто на еден ваков свечен чин, во еден вака убав ден кој со векови, со пиетет го славиме, зборувам и за не така убави нешто. Тогаш одговорот би бил затоа што некои работи не смееме да ги заобиколиме. Но и затоа што тие нешта ќе ни дадат до знаење што треба да правиме за да ни послужат како потсетник, како добра поука како не треба и како не смее, да дури после да ги ставиме во заборав еднаш и за секогаш. Освен наградата за животно дело, општината ги додели и годишните награди за посебни остварувања во текот на минатата 2023 година. Меѓу нив се фондација Елеуса за акцијата Топол оброк за сите, археологот Зоран Рујак, крводарителот Ѓорге Хаджи Котарев, фудбалскиот клуб Тиверија кој слави 100 години од основањето, вокално-инструменталниот состав Распеани струмичани, председателката на пензионерскиот клуб Струмица Данче Даскаловска, планинарот Благој Ѓузелов, како и на струмичката компанија Јока која одбележа јубилеј 30 години од постоењето.